Oj, ta čija nombe, koj kažuval дека мојот внук правил таму некоја беля, дека го фачале со некој прашок. Абе, вие македонци многу сте глупи, да ви кажувам лично и ви кажувам више 23 години, ама не ме свачате дека сте многу глупи. Ми отварате тука некоја тема у медиуми дека сте победили војна. Тој ангелче што го крши на керамида, бе. Кој сте победили војна, бе? Абе се гледа кој е победил војна, бе. Абе со кога седи тој америчката амбасадорка у кафе и пие у кафе и вака се гледа у очи. Каде јаде толумби и баклави и пие боза. Па кај нас, па кој има 15 министри, па кој 23 години на влада, па кој му кажува на таче и како досега. Па ние, значи ние сме победили у војна. И ова више не е ваша држава, ова е држава на нас и ќе видиме со бугарите нешто што има. Ве ви кажа, овој нашиов икебана боја, овој што е Османи, со најубавата фризура у Европа, он ви кажа таму кога беше, таму у Бугарија, дека тој таа работа, дека македонци нема у ситуација ова, само бугари и он нели албанец. И после му се јавувам ја на мојот внук и му викам, абе што си правил ти бе? Што те фачале со прашок? Сега треба да ги ставам тие двајцата полицајци што те фачеле со прашок у притвор. Гревата децата. Од кај знаеле децата дека ти шеташ со прашок? Чичо, живи мајка ме вика, живи мајка. Не сум нашел прашок. Абе Чичо, ти си слушал од Европска унија сега што има тоа? Знаеш што е штурак? Штурак бе, оној што вика жеже пече, македонот за кури ми влече. Тоа е штурак. Сега у Европска унија го мелат тој штурак, го мелат и сега некои тој го шмркат, некои го пушат, некои го стават на леб, на леб го стават. И паша зоти му викам на внук. Абе ти многу си паметен, бе, тебе треба да ти ставиме амбасадор у Париз, наместо оној глуп челав што беше у агенција, што го фатија дека дава пасоши, оној друг не го фатија, тој наше. Нели? Тој како се викаше, тука бушим, де Бургија нече да го буши. И викаш таков прашак бил, па ќе ги ставам не 30 дена тие полицајци глупи, ќе ги ставам 60 дена на притвор. Да знаеш, живи мајка ти кажувам, нели си ми внук, нели така долази роднинска врска. А пак ти прашувам, а што ќе ти е толку прашок? Абе мој чичко, жими тебе, жими орел, жими све. Сум сакал тој прашок да го носам у фонд за инвестиции, овој за иновации, како се вика тоа, И тамо да зимаме пари, да правиме тука исто ние од штурак. Ние штурак, знаеш колку имаме? Штурак има многу. И ние да го мелеме тој штурак, после кога ќе зимаме пари од тој фонд за импровизации, нели? Тие пари ќе ги вложуваме имаме нов иновација, нов, не се вика више, јас сум го добил тој идеја од тебе, ти си ми давал идеја кога сум бил кај тебе на канцеларија, не се вика више менувачница, него се вика бројачница. Пази сега чичко, каква бе бројачница му викам ја, слушај ме сега, многу добро, бројачница, го отвараме на бројачница и ги викаме на сите овие што се наши членови у ДУИ, у сите други албански партии и македонци може да дојдат, нема проблем. И наместо да ги броја дома пари од тендери, од нели овој зелено, овој жуто, овој бело, овој некој секој мора да работиме нешто, Европа, нели? И ние му ги броиме на парите, зашто кој да брои дома не може да ќе стигне до 2 милиона 300, ќе се зее 2,360, 2,482 и ќе се земе, а ние бројачница му ги броиме пари, джанга, и нормално како и секоја менувачница, тој бројачница, зимаме процент. Нели, тој со Народна банка ќе одобри, тоа е наша, таму имаме ние многу луѓе. И тоа ќе биде една нова иновација, бројачница. И пази, ќе го крстам таа бројачница со српски име, да вида дека не сме ни против срби, дека сме ние и многу за Open Balkan. Ќе го викам Новак Џоковиќ таа бројачница. Ај кукуно, му викам, зашто бе Новак Џоковиќ, кажи нешто, Адам Јашари, нешто. Му викам на тој мој внук, кај го псиле, кај глупости прави.
Не, вика, слушай ме, чичко мой, таа брачница ќе се вика Новак Џоковиќ, прв рекет на светот. Замисли каква символика има од тоа дека е он прв рекет на светот и ние сакаме да бидеме прв рекет на светот. Не, сакаме да бидеме први у светот по иновација брачница за пари. Секој ќе доаѓа, кој има милиони, ќе му ги изброиме, ќе остави процент законски, нели ќе си плаќаме данок, порез и парите бели и тоа све нема више со бело и така. Ој, викам, каков умен овој мој внук. Они земале глапса, да бе глупи македонци, не ги бива за Европа, не ги бива. Ваш Александар Антич да ви каже. Ајде, чао.